Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Тетовец прави декоративни предмети и фонтани од отпаден материјал. За 9 месеци полицијата изрекла над 400 мерки за зборување на мобилен телефон при управување на моторни возила. Младиот писател Јован Илиевски ќе ја промовира својата најнова книга со наслов Татко ми Босфор. Промоцијата е закажана за 11 ноември. Тетовец прави декоративни предмети и фонтани од отпаден материјал. Со ова хоби се занимава неколку години, а изработките ги чува за себе, но и ги подарува на своите пријатели. Од отпадоци од метал создава декоративни предмети. Вангел Неделковски од Тетово, откако се соочува со здравствени проблеми, започнува ново хоби во животот. Во гаражата поминува неколку часа во денот, моменти кога се релаксира, изработувајќи свечници, држачи, украси, но и фонтани и макети од камен. Откако, да речем, имав проблем здравствен и после тоа почнав скратено да работам и ми остана поќе време и тогаш почнав, има 3 години, 2-3 години така. Што изработувате? Претежно украси. Украси, за надзид, така. Фонтани, од камен, од стиродур, зависи. Ако е за надвор, мора од камен или кучичиња од стиродур, па тоа мора да се пројде со изолација водена, да речеме, за да трае 5-10 години, да трае бој квалитетни и тоа е тоа. Зошто се одлучивте за металот? Па, тоа ме привлекувало од порано, како да ви кажам. Нешто така, да изработиш нешто, од ништо нешто да направиш. У принцип, све што е отпаден материјал, да му дадеш некој нов живот и тоа е тоа. Без претходно искуство, Неделковски со помош на интернетот создава интересни украси, кои го красат неговиот, но и домовите на неговите пријатели. Па, видов по интернет, нели, свите се интернетова тоа, нели, и инспирација нешто од порано. И видов дал можем да направим нешто, као. Прво е тоа да пробаш, после иде тоа да пробаш и ова, да пробаш и тоа. И така иде тоа. Ги подарувате, ви побарале ли некој да ви Па да ми побарал некој, тие што ми побарале, на сите сум им дал. И некој, тоа е тоа, за себе претежно. За бизнис некој ако нарача нешто, може да се направи било што. Да речеме макета, ако има свој нацрт или нешто што сака, било што може да се направи, ама и претежно за себе. Пратеничката Санела Шкрилј на пресконференција денеска соопшти дека се усвоени измените на законите за детска и социјална заштита, што носат дополнителни придобивки за граѓаните од ранливите групи. Собранието ги усвои измените на Законот за детска заштита и Законот за социјална заштита, што носат дополнителни придобивки за граѓаните од ранливите групи. Со Законот за заштита на децата го уредивме правото на посебен додаток, кој го има еден од родителите на детето, старател или лице на кое со решение на надлежниот центар за социјална работа му е доверено детето и живее самостојно со него до навршени 26 години. Висината на посебниот додаток за сите 3 подвидови на корисници се зголемува за 15%, што е особено неопходно, имајќи го предвид покачувањето на трошоците за живот. На овој начин, во време на економска криза, ја подобруваме финансиската состојба на корисниците на правото на посебен додаток. На вчерашната седница беа изгласани измените на Законот за социјална заштита со цел да се овозможи родител кој има дете со попреченост да користи траен надоместок на порана возраст. Истовремено, со измените се предвидува меѓу корисниците на лична асистенција да бидат опфатени и лица со комбинирана попреченост. Со законските измени се намалува возрастната граница кај правото за траен надоместок за родители кои до 26-та година се грижеле за дете со попреченост без да биде згрижено во институција,
односно намалување од 62 на 60 години за жени, односно од 64 на 62 години за мажи. Во услугата за лична асистенција, која опфаќа индивидуална помош и поддршка за лица од 6 до 65 годишна возраст, се вклучуваат и лица со комбинирани пречки. Трета недела, Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории чека колегите од ВМРО-ДПМНЕ да закажат седница на Комисијата за финансирање и буџет, на која би се разгледувале измените и дополнувањата на законот, кој опфаќа дополнителна финансиска поддршка на најранливите наши сограѓани. Потребата од носење на овој закон по скратена постапка заеднички ја утврдивме уште на 18 октомври. За разлика од деструкциите и блокадите од ВМРО-ДПМНЕ, ние, како парламентарно мнозинство, продолжуваме со вистинска и конкретна грижа за сите наши сограѓани, особено за најранливите категории. Лидерот на Алијансата за албанците, односно ВД председателот на партијата Арбен Таравари, прифати да оди на лидерска средба во понеделник. Значи, одлука на Комисијата за организирање на Конгресот на Алијанса за албанците, која се состои од градоначалниците и пратениците на Алијанса за албанците, донесе конечно одлука дека во понеделник во 12 часот ќе бидеме во парламентот, каде што ќе разговараме за идната европска перспектива на Република Македонија, меѓутоа и евентуалните промени кои што треба да се направат во Уставот. Јас се надевам дека ќе има конструктивна дебата, Алијанса за албанците ќе биде директен учесник во тој настан и ќе даде максимум од себе за да се помине што полесно овој период додека се случат уставните промени во Република Македонија. Младиот писател Јован Илиевски ќе ја промовира својата најнова книга со наслов Татко ми Босфор. Промоцијата е закажана за во петок, 11 ноември. Татко ми Босфор, вака е насловено најновото книжевно дело на младиот писател тетовецот Јован Илиевски. После промоцијата во Скопје во книжевниот центар на издавачката куќа Антолог, Илиевски најавува промоција и во неговиот роден град Тетово, која што ќе се одржи во петок на 11 ноември во локалот Инфинити, со почеток од 18 часот. Талентираниот писател во изјава за нашата телевизија, меѓу другото, ја искористи приликата да ги покани неговите поддржувачи, но и сите љубители на пишаниот збор да дојдат на заедничка дружба. Здраво, Ивана, пред се фала на поканата. Промоцијата на моје големо задоволство ќе се одржи во Инфинити на 11 ноември во петок, со почеток во 18 часот и таму сите кои што нели сакаат и да купат книгата и да се подружиме, тоа може да го направат од 18 во Инфинити. Дека Илиевски сака да експериментира со стилови. Тоа го потврдува и книгата Татко ми Босфор, која ги прикажува навидум различните животни приказни на две хероини, едната сместена кон крајот на 19-тиот, а другата на почетокот на 21-виот век. Понешто се разликува затоа што е уникатна приказна на две паралелни истории во исто време. Значи, овој пат се раскажуваат две паралелни приказни и зборувам за современ Истанбул и за Истанбул во калифатот. Така да, е историја, е мистерија, две паралелни приказни и мислам дека и љубителите и на пишаниот збор за современиот свет и за ориенталното дека ќе може да се задоволат со овој роман. По одличната атмосфера на неговата промоција во Скопје, за која Илиевски вели дека ги надминала неговите очекувања, се надева дека овој пат и тетовци ќе го достојат со нивното присуство. Зад мене овој пат стои Антолог. Јас сум многу поради тоа среќен, навистина се професионален тим. Промоцијата на романот помина одлично, повеќе од очекуваното, искрено. Јас и не очекував да има толку да не е мој нели роден град, и навистина беше и повеќе тоа што го замислував. Имаше доста луѓе, но поради мој едноставно мерак, официјалната ја зачував за мојот роден град, за тука.
конечно, јас едва чекав за да се случи ова нешто, без да има протоколи, без да има никои предуслови и правила, туку наставно да учиваме во текот на таа вечер. Искрено, навистина очекувам многу, затоа што пред ова, кога правев промоцијата за ноќта кога напуштив Прага, навистина и беше и посетувана, имаше доста луѓе и вие бевте таму, така да сега ќе биде истиот тој фазон, само уште по свечено и искрено не можам да дочекам. Инаку промотор на најновата книга на Илиевски ќе биде професорот по англиски јазик Пиро Сарџовски. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера, околу 9 часот и 25 минути на улица Вон Вардарска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово, во присуство на родител, привеле малолетникот Тетово, кај кого била пронајдена марихуана. По документирање на случајот против него ќе следува поднесок. Вчера, околу 10 часот на улица Вон Вардарска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 32 годишникот Тетовска Мала Речица и малолетникот Тетово, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. Се расчистува и документира случајот и ќе следуваат поднесоци. 47 годишна тетовка вчера во 13 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавила дека пред влезот на Тетовско основно училиште, во кое што учел нејзиниот малолетен син, физички бил нападнат од неколку други малолетници, ученици во истото училиште. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 15 часот на улица Ѓурче Петров во Тетово привеле малолетникот Тетово, кај кого била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и ќе му биде изготвен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 15 часот на Попова шапка привеле две лица од Република Албанија, кои непријавено престојувале и работеле на подрачјето. Двајцата албански државјани задржани се во полициската станица Тетово за натамошна постапка. 23 годишен тетовец вчера пак во 18 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 18 часот на улица Страшо Пинџур во Тетово физички бил нападнат од едно лице. Во нападот, според пријавеното, лицето користело и тврд предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 22 часот и 30 минути на патот за Тетовска Брвеница лишиле од слобода 30 годишен тетовец кај кого била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 23 часот и 30 минути во Гостиварска Циглана лишиле од слобода две лица затоа што при нивен преглед им била пронајдена бела прашкаста материја. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Во изминативе 9 месеци полициските службеници на СВР Тетово во Тетовско-Гостиварскиот регион изрекле над 400 мерки за зборување на мобилен телефон при управување на моторни возила. Во изминатите 9 месеци од оваа година полициските службеници на СВР Тетово за зборување на мобилен телефон при управување моторно возило изрекле вкупно 350 мерки во Тетовско и 82 во Гостиварско. На возачите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид прекршок согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата изнесува 40 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи продолжува со континуирани активности за брзо и ефикасно откривање и санкционирање на ваквите прекршоци и повторно
повторно апелира до возачите да се воздржат од користење мобилни телефони додека возат, најчесто за зборување или пишување пораки. Зашто користењето на телефоните непосредно влијае на концентрација и внимание на возачите и ја доведува во ризик нивната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Ова посебно ако се движат со поголема брзина и при поголема фреквенција од возила и пешаци. СВР Тетово со совет исто така возачите да бидат максимално внимателни и да ја прилагодат брзината според условите на патот, дотолку повеќе што престојат влажни и постудени денови. Викендов дожд и пад на температурите, прогнозираат од Управата за хидрометеоролошки работи. До крајот на денот, како и во текот на ноќта, времето во Полошкиот регион ќе биде претежно облачно, со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денеска максималната температура во Тетово да достигне до 20 степени. Инаку, нашето подрачје веќе во текот на утрешниот ден ќе биде под влијание на циклонска активност, која што ќе се задржи и во недела. Така утре, предпладне ќе биде променливо облачно со повремен дожд, со послаб интензитет, а веќе кон крајот на денот, а особено во ноќните часови, врнежите ќе бидат пообилни и поројни. Се очекува во Полошкиот регион утре, како и во недела предпладне, значи вкупно да наврнат над 20 литри на метар квадратен воден талок. Во текот на утрешниот ден ќе дува и засилен ветер од југоисточен правец. Дневната температура утре ќе достигне до 18 степени, додека во недела ќе биде значително постудено, посвежо, облачно и врнежливо време со температура во Полошкиот регион до 14 степени. Од понеделник времето ќе биде стабилно со услови за појава на утринска магла. Ги завршуваме регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно!